Министерско примопредавање на антиковид вакцини. Златибор Лончар ги донесе, Венко Филипче ги презеде преостанатите Фајзерови вакцини што Србија и ги отстапи на Северна Македонија. Ono što mi danas radimo, sprovodimo jedan dogovor koji je između predsjednika Vučića. Она што денеска го правиме е спроведување на договорот меѓу претседателот Вучич и премиерот Заев. Како што знаете, еден дел од вакцините стигна. Денеска го исполнуваме она што го ветивме, а тоа е да ги испорачаме преостанатите 3510 дози за граѓаните на Северна Македонија, со што вкупно се пратени 8190 вакцини. Многу ми е мило што бевме во можност да им помогнеме на нашите соседи, на нашите пријатели. Овие дози ќе се искористат за имунизација на медицинскиот персонал што работи во ковид центрите, процес што веќе започна со првата доза вакцини од Србија. Благодарение на овие вакцини од компанијата Pfizer, започнавме со процесот на имунизација на здравствените работници во нашата земја и тој се одвива засега одлично во една атмосфера на организација на еден пункт со 6 места во клиничкиот центар во Скопје. До сега се вакцинирани околу 1300 здравствени работници и со динамика од помеѓу 250 и 300 на ден здравствени работници продолжуваме и понатаму. Оваа количина на вакцини ќе биде доволна да се вакцинираат сите здравствени работници во нашата земја кои што се во приоритетната група, категорија за имунизација, тоа се оние здравствени работници кои што од почетокот на кризата работат со пациенти заболени од ковид. Покрај овие 8000 дози од Србија, земјава очекува вакцини преку 4 механизми. Првиот е кинески Синофарм. Надлежните се во комуникација со компанијата и наскоро се очекува точниот датум на пристигање на овие 200.000 дози. Вториот механизам е Pfizer. Со американскиот фармацевски гигант се уште траат преговорите и се утврдуваат деталите од договорот. Третиот извор е руската Спутник вакцина. Се најавува утврдување на договорот за набавка на 100.000 дози. Последниот извор е така наречениот COVAX механизам, преку кој треба да се добијат AstraZeneca вакцини најавени на почетокот на март. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.